Да, почнуваме со дебатниот дел, како што најавивме. Тука е Моника Зајкова, претседателка на ЛДП и пратеничка. Госпоѓо Зајкова, добре дојавте во студио 10. Најдов. Во однос на функционирањето на техничката влада, гледаме дека веднаш почна некој трнлив пат, ајде да речеме, веднаш почна проблеми пред се кои се поради превирањата во алијансата на албанците. Првично беше функционирањето на Тала Џафери како технички премиер, што доста беше проблематизирано и оспорувано. Како ќе функционира сето ова вака како еден генерален вовед во разговорот, бидејќи оваа влада треба да ги подготви изборите, но гледаме дека работите не се баш мазни, ајде да речем. Па добро, има и пракса од минатото каде што нели се наоѓало до судири во функционирањето на техничката влада. Знаете што се случуваше во минатата техничка влада со разрешувањето на еден министер во таа влада, односно министерка. Не знам зашто се случува сето тоа, бидејќи едно е да имате превирања, меѓутоа друго е колку тие превирања влијаат на состојбата во државата, влијаат на секојдневниот живот на граѓаните. Техничка влада не е политичка влада и таа треба да се ја врши намената за која што согласно договорот од Пржино е создадена. А тоа е да ги организира нели изборите, да ги стави во функција сите институции кои што се надлежни за организација и спроведување на изборите. Така што сите овие превирања не се новина, бидејќи има пракса од минатото, но не се добри за развојот на државата и пречат на она што сакам, кон кое што се стремиме, тоа е нели одење по европскиот пат и станување полноправна членка во Европската унија. Ќе продолжиме во однос на деталите на ова што се случува, но еве сакам нешто да ве прашам во однос на техничката влада. Имено рече сите политички субјекти се изјаснија во минатото дека се, ајде да речеме, дека техничката влада е лошо решение, дека било адхок решение направено, тогаш дека треба да се укине, но никој не направи конкретен потек, да речеме, во собранието. Се остана на декларативни заложби. Така, Либерално-демократската партија нема учествувано во креирање на тој договор. Знаете дека тогаш 4 најголеми партии ја формира, односно го потпишаа договорот од Пржино. Ние дававме идеи за укинување како партија, меѓутоа никогаш тие идеи не беа слушнати. Секогаш тоа се прави нели непосредно пред избори за да се купи некој политички поен, кога веќе е практично невозможно да го тргнете туку така лесно. Ако целите од Пржино се постигнати, тогаш дефинитивно Македонија нема потреба од техничка влада, бидејќи истата го забавува процесот на секојдневното функционирање на државата. Меѓутоа, кога веќе сте се согласиле дека ќе постои, треба да оставите таа да функционира и да партиципирате нели активно согласно на што се надлежности на истата. Да, но таа техничка влада еве и вие тоа го детектирате. Прво создава една лоша слика за државата, бидејќи е потребно некаква техничка влада да организира избори, бидејќи после 30 години ние праќаме порека дека не сме способни нормално да организираме избори, дека е потребен некаков контролен механизам. И еве повторно ќе ве прашам, сето тоа во ред и сите останаа само на заложби, но никој не покрена еве во собранието иницијатива тоа да се смени. Еве не мора вие, никој не го направи тоа. Прво да се навратам ретроспективно. Сакам да еве инсинуирам, можеби како сите само декларативно да се против, но како на некој начин и да им одговара. Да се навратам ретроспективно, во тоа време кога беше формирана техничката влада, односно идејата за техничка влада, ние знаеме каква беше состојбата во општеството. Имавме угушена слобода на медиумите, имаше не беше доволно транспарентна владата, се случува одредени нели индиции за сторени кривични дела од тогашни функционери за кои што се уште траат некои постапки. Меѓутоа, она што го кажувате другиот дел, дека сите декларативно, ние имаме многу такви решенија во кои што слушаме дека
некој се залага, но кога ќе дојдат на маса сите се повлекуваат. Едно од таквите прашања е и една изборна единица. Да. Нели сите од големите партии велат дека се за и дека ајде да го направиме сето тоа, но секогаш се оставаат измени на изборниот законник непосредно пред самите избори, тогаш веќе нели нема време, иако во овој мандат, на почеток на мандатот, ЛДП заедно со Дом, со партијата на Павле Трајанов, Демократскиот сојуз, со Народната партија поднесоа предлог измени да се воведе една изборна единица и отворени листи. Повторно слушавме и од ВМРО дека тие се за, но не направија ништо да го покажат тоа на дело. Па се фрла ракавици за одредени прагови од 5%, кои што се нереални, нема да сменат реална сликата во општеството. Истото и за техничката влада. Значи, повеќе се оди на тоа популистички да се каже дека ева ние сакаме да се укина, но они надаваат, а во суштина никој не прави ништо за да се укина. Да, за жал тоа се тие можеби ајде да речеме двојни норми или стандарди поради кои после граѓаните немаат голема доверба во политиката пред се. Ајде да се вратиме на конкретните работи. Знаеме дека има сега проблем во самата алијанса на албанците после повикот на актуелниот лидер Таравари да одат со албанската опозиција, дека партијата на некој начин се подели, против тоа е поранешниот претседател Села. Но вас ве прашуваме дека сето тоа сега функционира и врз мнозинството во собранието и врз функционирањето на техничката влада. Веќе е најавено, неофицијално, но еве и телевизија 24 објави информација дека министрите за здравство меѓути, али и за администрација ќе бидат сменети, дека на нивно место ќе дојдат предлози кои доаѓаат од поранешниот лидер Села и дека тоа најверојатно ќе биде утре на седница на владата. Не знаеме дали ќе биде утре. Вие во собранието ќе треба да гласате потоа за тие предлози. Знаете како, тие предлози ги дава мандатарот на владата. Ние сме дали зелено светло за функционирање на техничката влада со цел да не ги блокираме состојбите во Македонија и да не се остави било каква дамка на изборниот процес. Се понатаму како ќе се одлучува се прашање на партијата, на алијанса внатре, бидејќи тие си решаваат во рамки на нивните тела и органи и веројатно мандатарот би постапил согласно нивните предлози и барања. Јас не би шпекулирала за тоа што се случува внатре, само ќе кажам дека треба да бидат сите партии многу внимателни во однос на нивните постапувања и да не гледаат исклучиво за партиските цели и интереси, но да гледаат каква слика се остава за државата и колку тоа ќе влијае на патот кој го оди во моментот државата. Затоа што сите вакви несогласувања, случувања влијаат на нашата интеграција. Да, но, еве, во контекст на тоа како вие ќе гласате, бидејќи тоа е поврзано и со начинот на делување на партиите во собранието, на коалицијските партнери, на условно кажано помалите политички субјекти кои се секогаш дел од тие големи коалиции, вие во собранието на некој начин ве обвинуваат дел и од граѓаните и од аналитичарите дека сте само гласачка машинерија, а не представници на граѓаните. Не се согласувам дека сме ние само гласачка машинерија, особено не за претениците на Либерално-демократската партија, но и не би сакала никој од колегите да ги нарекуваат така, затоа што во многу наврати се покажало дека имаме спротивставени мислења во однос на закони кои што доаѓале од владата. Сме давале поддршка и на закони кои што доаѓале од опозицијата, за кои што сме сметале дека се добри. Вчера едногласно помина законот, измената на законот за субвенциониран студентски оброк, така што не секогаш е дека перцепцијата дека пратениците за само гласачка машинерија, сепак таму има луѓе кои што имаат свој кредибилитет, достоинство и гласаат согласно нивните убедувања и визијата која што ја носат за државата. Овие превирања моментално не влијат никако на мнозинството, бидејќи ние вчера имавме седница и се вида дека мнозинството функционира, односно има мнозинство во парламентот за да поминуваат одлуките. Како ЛДП ќе постапи доколку дојдат предлози од мандатарот за измена на составот на техничката влада, нормално дека ќе одлучува во рамки на извршниот одбор, кој што нели е извршно тело и носи брзи одлуки и согласно ставовите на сите членови внатре, но сепак водејќи сметка на тоа да, пак ќе кажам, да не се наруши функционирањето
на државата, но и да не се остави никаков белег врз она што ни предстои, а тоа е изборите. Да, добро, во поглед на тоа и на собранието, една друга, ајде да речеме, едно друго обвинување кое е прилично релевантно, бидејќи доаѓа и од европските тела, од Европската комисија, тоа беше во извештајот на Европската унија, тоа го кажа и европскиот амбасадор неколку пати во земјава, дека се злоупотребува европското знаменце во собранието и тоа често, дека се употребува за закони за кои нема потреба, и вие, како владеачко мнозинство, на некој начин учествувате во тоа. И гледаме дека повторно има закони кои се ставаат под со европско знаменце, за кои е дискутабилно или прашање дали треба да бидат со европско знаменце. Процесот за пристапување кон Европската унија бара и консензус за големи реформи. Кога вие имате закони кои што се реформски закони, но некој ги блокира исклучиво од политички побуди, се наоѓа механизми како тие закони да поминат. И затоа во многу наврати се ставало и европското знаменце за да се скратат постапките, иако во голем број од законите не е туку така дека се злоупотребува, затоа што има кореспондентна табела што се усогласува со Европската унија, односно со која директива на Европската унија се усогласува законот. Да, има замерки, имало и во минати состави замерки на скратените постапки. И јас лично како пратеник имам замерка на сето тоа, затоа што е просто невозможно да проследите се што пристига, а има закони кои што и така мора да бидеме внимателни кога ги носиме, бидејќи се рефлектираат и на општеството целокупно, но и значајни се за државата. Но пак ќе кажам, за да негативните пракси ги искорениме и за да направиме големи реформи со цел да се придвижиме кон европската интеграција, е потребен консензус од сите политички партии, бидејќи веќе е уморно она што се гледа во собранието, ако нешто доаѓа од владата по дефолт од страна на опозицијата е отфрлено, или ако нешто дојде од опозицијата по дефолт од владачкото мнозинство да се отфрла, треба да се базира дискусијата, да изградиме еден повисок степен на дебата во собранието, бидејќи може да видите дека има и забелешка во однос на дебатата и политичката култура во собранието. И да за суштинските работи кои што се од бенефити за граѓаните и за државата, да се остави политиката на страна и да се носат во процедури и нормално со конструктивни предлози и подобрувања, но се во рамки на она што е добробит, а не само за да се добие плюс или минус политички поен. Добро, но сепак на некој начин како да го релативизирате проблемот, бидејќи доколку Европската комисија кажува дека се злоупотребува европското знаменце, мислам дека се најрелевантни тука да кажат дали се злоупотребува или не, без разлика што мислиме ние, нели? Второ, кога зборувате за работи кои се блокирани од опозицијата, навистина собранието така функционира овие 7-8 години, ајде да речеме, со блокада не може да функционира во ред, но постојат работи кои се блокирани за кои никогаш како власта, зборувам и предходниот премиер и овој пред 3 премиера сменивме отприлика, никогаш не покажаа волја да ги одблокираат, да речеме, како бидејќи еве ние сме новинари, зборувам за медиумските закони, за АВМУ, за МРТВ, кои никогаш како се оставија како така да лебдеат во воздух, а за работи кои се важни и за кои некогаш некој обвинува дека се поврзани со бизнес интереси, се употребува европското знамеце. Значи, кога се сака може, а кога не се оставаат работите така да лебдат. Жално е што се остава така, што се блокираат работи кои што се добри. Сега законот за АВМУ, јас се сеќавам уште не бев во собрание од минатиот состав. Да, е предмет на дискусија и е со бројни амандмани, не знам зашто и зашто не се усогласат големите партии или членовите на комисијата пред која што оди законот, да оние делови кои што се спорни најдат заедничко решение. Секогаш нели може да се најде преку диалог заедничко решение. Пак ќе кажам дека за да направиме клучни реформи мора да постои политички консенсус во собранието и дека не сме да има блокади, бидејќи ако ние имаме таму цел ден време да дебатираме несуштински, да се блокираме, граѓаните надвор немаат време, па и цели сектори и ресори немаат време да чекаат на нас да се одважиме да ги донесеме законите кои што ќе значат напредок во одредена област. Кога зборуваме
како што вие велите дека не секогаш гласате исто како мнозинството, неодамна поднесовте ни амандмани на законот за игри на среќа, амандмани поднесе и опозицијската ВМРО ДПМН. На што се однесуваат вашите забелешки во законот? Нашите амандмани беа исклучиво во делот на воведување на одговорно облажување согласно европските практики, бидејќи во партијата направивме компаративна анализа на тоа како се регулирани игрите на среќа во Белгија, во Австрија, и вие може да видите дека таму државите кои што се соочуваат со сериозен проблем, а тоа е зголемен број на луѓе кои што посегнуваат по казината или по игрите на среќа, направиле механизам како одговорно да се облажуваат. И амандманите беа во насока на подигнување на возрастната граница, значи од 18 на 21 година, беа во насока на воведување на месечен лимит на облажување, бидејќи го има и во Белгија, тоа е 200 евра, освен ако Комисијата за кредитен рейтинг не ви одобри повеќе, со цел да се заштитат од доведување до рабна сиромаштија семејствата. Се однесува во насока на тоа дека луѓе кои што се приматели на социјална помош од државата не може парите да ги трошат во казина или на други игри на среќа. Се однесуваше на воведување на дистинкција, односно типизација на лиценци во однос на тоа кој ќе спроведува онлайн облажување, спортско облажување, кои во рамки на казино. Беа исклучиво во насока на воведување на систем регулиран на одговорното облажување, кој што навистина е потребен во Македонија, бидејќи гледаме каков е трендот растечки на користење на овие игри на среќа или одење во казина. Така да беа исклучиво во таа намена, ние ги презентиравме амандманите. Сметам дека амандманите беа конструктивни, не беа од никакви политички побуди за никакви бизнис интереси, но исклучиво да се воведе одговорно облажување. За жал не беа прифатени, меѓутоа тука не запира нашата борба и веројатно ЛДП ќе поднесе свој предлог закон за изменување исклучиво во оваа насока која што се однесува на одговорното облажување. Имавте ли можеби ајде да речеме тензии или фрикции во мнозинството околу овие амандмани пред се од ДУИ, кои се најголеми промотори на измените на закон? Никакви тензии, никакви притисоци, таму пак ќе напоменам, претениците се оставени да работат во интерес на граѓаните согласно нивната визија што е добро за граѓаните. Никој врз мене лично, јас сум член на Комисијата за европски прашања, не извршил притисок каков амандман ќе поднесам или како по одреден амандман ќе гласам. Се случувало во Комисијата за европски прашања да имам спротивно мислење од мнозинството, и никој за тоа не дал замерка, бидејќи сепак ова е една коалиција која што се темели на демократски вредности и принципи и нема зашто да си даваме замерки ако имаме спротивставени мислења. Да, добро, како претседателка сега на ЛДП ве прашувам, која ви е стратегијата за престојните избори? Сега сте дел од владеачкото мнозинство, ќе останете ли дел од таа коалиција? Како ќе настапите? Јас и пред една недела во ова студио напоменав дека Либерално-демократската партија не оди во коалиција затоа што е блиска до некоја партија, но затоа што коалициите се темелат врз основа на принципи, некако во последно време како природно да се издиференцираат тие принципи, односно видовме дека постојат политички структури кои што се борат за брза интеграција на државата во Европа, бидејќи времето веќе не работи во наша полза, и партии кои што декларативно да се за Европската унија, меѓутоа не нудат никакво решение како ќе се придвижиме побрзо кон тој пат. Така што ЛДП природно припаѓа, бидејќи уште во 90-тите години при формирање на партијата во статутот е ставена јасна стратешка цела, тоа е целосна интеграција во Европската унија. Така што ЛДП природно припаѓа на оној блок на партии кои што се залагаат за брза интеграција во Европската унија и ќе настапи во рамки на тој блок. Да, гледаме дека некои ваши колеги, ајде да речеме во собранието или партии за кои условно се вели дека се помали партии, варираат, ги менуваат позициите, некои не, но постојат и, ајде да речеме, винување кон тие помали партии дека постепено ја губат автентичноста, дека полека се претопуваат во големите партии, дека
повеќе служат како декор отколку како автентични политички субјекти. Јас не се согласувам со таквата перцепција, можеби да, се создала во текот на годините заради бројните коалиции, заради изборниот модел кој што ги налага тие коалиции, меѓутоа ќе говорам за предстојните избори, бидејќи од сега сум председател на партијата и можам да говорам за она што се случува сега. Сите тие партии имаат, барем поголемиот дел од нив, имаат своја идеологија. Либерално-демократската партија има своја идеологија и таа е членка на Европското семејство на либерали, кој што во моментот се трета сила во Европскиот парламент. Така што таа си има своја идеологија која што е многу засебна во однос на поголемите партии, меѓутоа овие избори не се повеќе сеат за тоа дали ние ќе водиме политичка битка или борба идеолошка, но се избори за државата, односно државата кој пат ќе го зафати, бидејќи некако низ годините, иако се постави како стратешка цел Европската унија уште во самостојувањето на државата, односно кога јас сум била 8-месечно бебе, сепак како да почнаа да лутаат одредени структури каде треба ние да се движиме. И сега цело време говориме, евроскептицизам, но анкетите покажуваат дека граѓаните јасно си уште ја посакуваат највеќе Европската унија како свој партнер. Ако е тоа така, тогаш овие избори треба да бидат за тоа дали државата останува на тој пат и како побрзо ќе ја постигне својата стратешка цел да биде полноправна членка во Европската унија. Така што ние можеме да настапуваме самостојно, но за доброто на државата е повеќе да не се распленуваме на милион политички партии и структури, но да се синхронизираме малце, да се консолидираме и веќе да работиме за постигнување на стратешката цел, затоа што, пак ја кажам, граѓаните немаат време повеќе да чекаат и гледаме дека немаат трпение да чекаат со тоа што постојано се селуваат во попрогресивните европски држави. Јас знам дека некои структури може не сакаат да видат државата во Европската унија, бидејќи им одговара да живееме во една летаргичност каде што работите се протнуваат на мала врата, нема одговорност. Меѓутоа јас лично, како човек кој што е роден во независна Македонија и самостојна Македонија, сакам да видам Македонија прогресивна и рамо до рамо со европските држави, како седи на масата на големите држави кои што носи големи одлуки. Да, ова што го зборувате во однос на европската интеграција и на европските слики кои се праќаат на некој начин и дел од наративот на владачкото мнозинство, каде што сега таму се владачкото мнозинство се представува како европски блок наспроти опозицијата која е антиевропска, но се чини зајкова дека според анкетите некако граѓаните како можеби го прифаќаат тоа, можеби не знам, но сепак анкетите укажуваат на водство на опозицијата, кога зборуваме на мерење на ВМРО ДПМН наспроти коалицијата предводена од СДСМ. И тоа анкетите прикажуваат доста големо водство. Како ќе се борите со таа перцепција, да кажам? Видете, на изборите, односно во текот на изборната кампања, сите ќе ги презентираме своите програми и своите решенија. Јас како граѓанин повеќе сакам да слушам за решенија отколку да слушам проблеми. Некако низ годините, ако се согласувате, може и да не се согласите, политичките кампањи повеќе се водеа на лична битка кој повеќе ќе го извреѓа некого, а не на концепти кои што нудат решенија. Ние има политички програми, меѓутоа многу малку се говореше за нив. Се надевам дека овој пат битката ќе се води на тема на концепти, на она што е постигнато и што уште треба да се постигне, бидејќи не е секогаш се совршено и не може да биде, и дека на крајот граѓаните ќе препознаат концепт кој што значи прогрес и ќе дадат поддршка на тоа. Кои концепти да го одберат, сепак тие се тие кои што во една демократија одлучуваат и го даваат својот глас за еден или друг концепт или за една или друга програма или за решенијата кои што им се допаѓаат и кои што биле промовирани. Анкетите се прават на одреден број на испитаници, но сепак тоа не е генерален став на целокупното население, а како на крај ќе завршат изборите, колкава ќе биде излезеноста,
и нормално гласот на секој граѓанин ќе го одлучи победникот и тоа кој ќе ја предводи државата во наредните години. Да, ми се чини дека она што кога зборуваме за перцепцијата на граѓаните и на ова што го кажувате во однос на начинот на гласање против, а не гласање за, можеби една одлика на изборите во Македонија. Од секогаш повеќе луѓето гласале против отколку за. Тоа е интересно, но во поглед на перцепцијата кон коалицијата предводена од СДСМ, се зборуваме, во која вие сте дел, мислам дека еден од проблемите е перцепцијата на граѓаните дека таа коалиција на некој начин е во подредена улога во однос на ДУИ, во однос на останатите партии кои учествуваат во владата и дека тоа на некој начин се манифестира и со изјавата на екс-председателот, на екс-премиерот, доскорешниот премиер, да речеме, Ковачевски, председател на СДСМ, во однос на смената на директорката на инфективната клиника Стевановиќ, кој вчера изјави дека тој лично не се согласил со таа промена која направил Меджити. И граѓаните некако, еве и со оние кои разговараме, но тоа го покажуваат анкетите, некако гледаат дека како СДСМ цело време да е во некаква подредена улога во владата. Сега не ве прашувам вас за СДСМ, туку целата таа коалиција се разбира. ЛДП не чувствува никаква подредена улога во владата, напротив, таа е партнер во владата која што и дава своји предлози. Не сме успеале во секој предлог, меѓутоа затоа остануваме тука да се бориме, но сме успеале во низа работи да ги имплементираме. Значи успешно се менаџираше енергетска криза, имаме веќе се стреми државата кон енергетска независност, можеме да го забележиме растот на платите, на минималната, на просечната плата, вложување во делот кој што се однесува за грижа за најмладите. Однеодамна излезе и индексот на транспарентност, нели на Transparency, каде имаме скок на 76-то место, така да треба да ги зборуваме позитивните работи кои што ги остварила оваа коалиција, не само постојано да се водиме под општата перцепција дека некој некому му е подреден. Не може никој никому да му е подреден ако сите седат на иста тркалезна маса и заеднички ги донесуваат одлуките. Ова што го кажувате во однос на тие финансиски аспекти, ајде да речеме, тоа навистина и според делот од аналитичарите е една од позитивните работи на оваа влада, еден од, да речеме, и менаџирањето на енергетската криза, па на некој начин и пандемијата, иако имаше, се разбира, доста и слабости и пропусти, но сепак се работи за светски кризи, војната во Украина и така натаму. Но сепак се чини дека и тие работи кои се позитивни, минималната плата, просечната плата и така натаму, економските пакети, помошта, некако како да не беа добро презентирани или не допреа до граѓаните како што треба. Па добро, сега таму има веројатно експерти за односи со јавност кои што треба да водат сметка за сето тоа. На нас останува ние да ги споменуваме, нели, постојано работите кои што сме ги испорачале. 662 милиони евра само последниот пакет на антикризни мерки беше. Опфаќаше доста категории на лица, само 120.000 млади лица. Значи 600.000 домакинства. Бројките треба да ги гледаме и тој кој што се заинтересирал и сака да направи компарација на тоа како биле работите и каде се сега, може многу лесно да ја направи компарацијата, а нормално дека на нас останува и ние да презентираме, но и пак тимот на односи со јавност да се ги менаџира пораките кои што ги патува до јавност. Да, еве за крај да ве прашам, какви избори може да очекуваме? Бидејќи ова што се случува околу Алијанса на албанците, видовме веднаш, имавме еден физички напад, имавме куршум оставен во дворот на Таравари, кој е привен кај во полиција. Имала Македонија историја на навистина немирни, лоши избори, сме имали убиства, сме имале секакви случувања. Ова некако како почетокот да не е баш добар, или може би така не се чини само. Јас не мислам дека се враќаме во времето кога имало нефер избори, кога кутии се шетаа по партизанска и ги гледавме сите. Мислам дека ни предстои еден фер и демократски изборен процес. Пак ја напоменам во кој што ќе се представат концепти и се надевам дека кампањата ќе оди во таа насока, а не во насока на оние
ужасни наративи кои што сме ги гледале во минатото и црни кампањи, но презентација на концепти и дека прогресивните сили во државата се тие кои што ќе извојуваат победа и ќе ја однесат час поскоро земјата да седе на иста маса со големите европски сили. Добро, ви благодарам за ова интервју. Ви благодарам на вас. Ова беше Моника Зајкова, председателка на ЛДП, и со ова го завршуваме првиот дел. Одиме со една кратка пауза за реклами и продолжуваме со дебатата со здравствените синдикати. Останете со нас.